На сите ли е јасно? Значи, целата оваа теза за етногенезата на македонците од античка Македонија до денеска се базира на серија мистификации и полуисториски вистини кои се пласираат во Република Македонија и тоа користики и злоупотребувајќи ги медиумите. Значи, можеме да дискутираме, јас неа повеќе да дискутираме фаза по фаза. Еве да почнеме да речеме она првата мистификација. Вие верите дека има некакви капки крв на античките македонци во нас. Зошто во Македонија до ден денеска од сите оние што ја заговарате оваа теза, не го поставувате прашањето колку во нас има капка крв пеоска, скопјаните зошто не го поставуваат прашањето колку капка дарданска крв има во нив, Источна Македонија, Струмица, Делчева, Берова да го постават колку тракиска крв има во нив, Охрид, Кичево да го постават прашањето колку илирска крв во нив имаат и 60% од Централна Македонија да го постават колку е пеоската крв во нив. Значи, прашањето апсолутно не е толку едноставно како што вие го кажувате. Меѓутоа, вака, сите тие народи биле пред да се појави античкото македонско име и продолжиле после доаѓањето на римјаните со својата екзистенција. Значи, не верувам јас никој од нас да се тепа колку во нас има пеоска крв или не дај Боже дарданска крв, така? Сите зборуваме за таа античка македонска. Значи, првата мистификација што ја правиме во целата таа приказна дека границите на античка Македонија се денешните граници. Значи, јас неколку пати тоа го кажам и досега никој не ме негирал. Античка Македонија воопшто не се поклопува со денешната Република Македонија. Античка Македонија 50 години пред доаѓањето на Филип е еден полукруг од Олимп до Пела и над Солун и завршува на Калкидик. Тоа е јужна. Тоа е долна Македонија. Тоа е долна Македонија. Значи, тоа е генетиката на античките македонци. Сето тоа после се освојување. Аминта и Филип, син Филип II ги освојуваат, ги прошируваат таа Македонија со Горна Македонија и таа цела Горна Македонија со исклучок на некои литовски делови е во Грација. Значи, тоа е, ако сега зборуваме колку крв имаме и колку капки крв имаме во нас. Значи, тие антички македонци прво не се во допир со нас. Значи, таа античка Македонија мораме еднаш да расчистиме дека е целата буквално во денешна Грација. Тука, значи, ние ако бараме таква една едногенеза низ антиката па до денеска, значи, треба да го отвориме прашањето на друго место. Значи, треба да дискутираме колку се пеонци. Ако го читате, ја читате книгата на вашиот соработник, Драги Митревски, професор Драги Митревски, во неа јасно ќе се види, кога тој опишува прататковина, односно првата Македонија, тој констатира, возбаза на многу други познати автори, нели, дека во времето на Хомер името Македонија не постои. Таму кај што е долна Македонија се вика Ематија, ако не се лажам. Целиот друг простор е пеонски. И подоцна, нели, негде од 8-7 век пред нашата ера, македонците почнуваат да одат да се шират и да се зголемуваат.